до нова година мојата цел е да обезбедам поквалитетна и понепосредна здравствена услуга на нашите граѓани, ако можам, одредени просторни промашувања за да се организира таа соодветна услуга здравствена, да не се качуваат за одредени диагностички процедури на картови, по непосредна достапност и така. Ќе се обидам тие да почнам со тие зафати и организацијска поставеност за разрешување, а потоа и она што значи повеќе инвестиции пари. Например, за цел имам магнетна резонанца, за цел имам да донесам DEXA скен. Ви кажам веднаш, и би било убаво тоа да биде што побрзо реализирано. Но тоа значи и еден друг проблем во поглед на кадровското прашање. Вие кажавте за анестезиолози, историнолози. Тројца се само. Сите се повозрастни. Сите се повозрастни, тројца се. И сите се повозрастни, а за да зголемам палетата на услуги ми треба повеќе. Со вашето назначување за директор значи ли дека општата болница во Куманово ќе остане и без еден ортопед? Не, никако. Јас веќе имам пратено барање до Министерството да ми се одобри да продолжам со својата дејност. Затоа што 20 сме многу малку. Особено што со нашето доваѓање започна интензивен хируршки дел на лекување на ортопедски болести. Значи, пред нас тоа беше доста рудиментирано, а ние веќе работиме ендопротетика, работиме травматологија, ортопедска, и тоа треба да продолжи да се затоа што просторот за развој на ортопедската, на хируршката дејност има она што е абдоминална патологија е доста покриено, во нашата област има уште простор да се развива. Македонија мора да е свесна и нашиот нов министер за општа болница Куманово, за потребите и значењето. Не само како регионална болница, например Штипска. И од регионално значи, и си има своје значење. Но и општа болница Куманово, како регионална болница од одредена област, но и како болница која што е на влез на државата и на крстопат на два коридори. Има посебно значење. И во таа насока некогаш некој размислувал и имаме прекид од 7 години во таа насока да размислување и на развој на болница. Може ли да се очекуваат и некои позначајни инфраструктурни објекти со оглед на тоа што речиси тоа не само последните 7 години, туку речиси 30 години не е изградено нешто посериозно во болницата во Куманово? Видете вака, значи, она и вие сте луѓе од јавноста и ги следите состојбите. Со преземањето на власта ние сме нови, еве нема колку, 3 месеци нема. Факт е дека до новиот буџет тешко ќе можам да се изборам за некои поголеми капитални зафати. Ќе се борам, не се откажувам. Еве ви ветувам дека ќе се борам, а после тоа ќе разговарам. Имаме средби и ќе разговарам.